Почитувани гледачи, ви посакувам добро дојдете во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска конечно ќе имаме можност во мој термин да се дружиме доволно и да разговараме за сите теми кои што се од вашиот интерес или оние кои што не сме успеале да ги доразговараме. Со оглед на тоа дека во јавноста изминатава недела, значи изборуваме од понеделникот наваму, од како се појави информацијата дека командант Хоџа станал советник за безбедност и радикални прашања на премиерот Зоран Заев, денеска информацијата за телевизија 24 ја потврди самиот командант Хоџа по изјавата на премиерот Заев од Охрид дека тој се повлекува од советничката функција, преку која што требаше да го храни своето многудетно семејство, бидејќи можеби само тој има многудетно семејство во оваа држава. И веројатно притисокот од јавноста е нешто кое што не можете да го избегнете. И токму тој притисок од јавноста е нешто за кое што и ќе зборуваме, колку впрочем ние можеме да извршиме влијание не само народот преку социјалните мрежи, туку и преку медиумите. Во продолжение прилогот на колешката Андријана Лазова токму на оваа тема, па се враќаме во студиото. Џезаир Шакири Хоџа се повлекува од советничкото место. Тој на својот Facebook профил соопшти дека одлуката му е дефинитивна, а како причина ги наведе негативните коментари во јавноста. Сите албански криминалци заедно со ВМРО ДПМН станаа на нозе против мене. Медиумите и дипломатскиот курс се уморни од нивните вести за моето работно место во владата. Зарем на вистина мислете дека се грижам за 36.000 денари? Од овој момент давам отказ од тоа работно место, бидејќи не сакам да бидам причинител да го спречам премиерот и земјата во евроатланските интеграции. Заев беше единствениот политичар во оваа држава кој мене ме испочитува и ми овозможи да дојдам од Танушевци во Скопје. Во овој контекст не сакам да правам проблеми, туку да возвратам на неговата почит. Хоџа додава дека им се обраќа и на албанците. Дали сега сваќаат кој е против нив? Лавина од реакции ја преплавија јавноста откако премиерот одлучи Шакири да му биде надворешен советник за внатрешна безбедност и борба против радикализмот. А денеска заеднички одлучено тој да се повлече. Ние нашиот став го кажавме. Целта е инклузивен процес, каде што сите рани кои се останале од минатото се обидуваме да ги вклучиме во интерес на државата и тоа беше намерата секако. Но истовремено знаете дека како влада внимателно слушаме. Реакциите се сериозни. Во контакт сум со човекот кој што и најавува свое повлекување за доброто на државата, не сака да има такви реакции, ја сака Република Македонија и окей, но секако ќе најавам во текот на денот веројатно кои ќе бидат нашите следни чекори. Од опозицијската ВМРО ДПМН вела дека е срамно образложението на премиерот дека Хоџа си заминува од советничката позиција поради тоа што си ја сака државата. Ваквото однесување на Зоран Заев е срамно. Ваквото мајтапење со граѓаните, државата и низините институции е недозволиво. Зоран Заев и сите оние кои што ги вршеле безбедносните проверки за командантот Хоџа и препорачале тој да биде висок функционер, мора да сносат одговорност. Хоџа беше командант во ОНА кој учествуваше во конфликтот во 2001 година. Во јавноста се крена прашина токму поради тоа, но и од неговата нестручност. Завршено само средно образование. Од владата оваа одлука ја правдаа со неговото познавање во областа на безбедноста. А велеа и дека Шакири има многудетно семејство, па нема ништо лошо во тоа да заработува 36.000 денари месечно. Тоа е темата. 0260 91 или 925 или фан страницата мој термин Очи во очи. Вклучуваме веднаш. Добар ден. Ало? Да, добар ден, ве слушам. Добар ден, ја те слушам. Повелете, погласно режија, повелете. Погласно? Не, можам и да викам многу. Не, ќе попуштат од режијата, немајте гајле. Владче? Не, Владче си е камерман. Владче го пуштив на пауза, ќе попуштат од режијата. Од режија. Ајде, се може да зборувам? Да, повелете, рестартирате. Сега баш ми е драго што се свестил советникот да се повлече од функцијата, затоа што знае што сега мисли народот за него и честитки до него, пошто ипак совесен граѓанин кој што мисли за Македонија се повлекува. Така да многу убава работа направи, али треба да се повлекнат и други, не само он. Сите што се вмешани во тие лоши работи треба да се повлечат.
и да не бидат на функција. Затоа што, знаеме, тој не може никош да биде Македонија, никош не може да биде за народот македонски кој пукал во народот. Него треба да мислат малце однапред што прават, ако бил он толку советски граѓани, зашто не пријави за Куманово, за дека имало терорист влезено од Косово. Тоа требаше да го направи и да добие поени, и тогаш да се каже стварно човекот мисли на Македонија, а не он ги криеше и не кажа. Многу сум ти љубоморна, Огна е многу ти беше упокнут, не знам натре што имаше, а паката ти беше прекрасна. За овалот зборувате, за роденденот? Да. Го снема овалот во наредните час време во телевизијава, сите се благодарни на кој да го донел. Ама овалот е тука. Так, истече времето. Во ред, одиме во продолжение со следното јавување, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до тебе, Огни, и до телевизија за Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Имаме една мала дигресија од вчера, Ајде. да ти кажам, затоа што се јави еден господин, не знам што е, Добро. рече дека никогаш не сум работел во полиција. Добро. Да му кажеш и вие како новинар да проверите, од 74 година јас сум пример во милиција, а завршив до 2005 во полиција. Тоа да му, нека го чуе господинот, нека разбери дека јас сум работел во полиција и ги познам сите оние работи кои што вчера ги искажав на телевизијата ваша. Так, добро. Е, сега денески, ова е, искам да ви кажам, притисок на сите новински агенции, на сите телевизијски куќи и на сите граѓани на Република Македонија кои извршија притисок и на Хоџа и на владата на Република Македонија да се ослободи тој човек од таа советничка работа, затоа што сепак советника, да се разбериме, една голема функција која што бара доста работа и бара тоа што ќе го каже да биде издржано. Со тоа што господинот Хоџа, јас не му пожелувам никакви лоши намери, кога нема струка од таа работа за безбедност во што учел или што работел, не може да биде советник на премиерот за безбедност. Така да, јас мислам дека ова е еден голем гест и од негова страна и од страна на владата на Република Македонија, кој што го искажа она правото лице дека кога граѓаните ќе бидат револтирани и ќе укажат на некоја недоследност, треба тоа да се заврши и да се укири. Так. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огњан. Ве слушам, поздрав. Огњан, нели слободна тема е? Не, после ќе биде. После ќе не можам да фатам тоа, да. И ќе имате доволно може време. малку да кажаме на реченица само? Не. Тоа преска имаше тоа на ручек, за тоа имаше тоа. Се јавив се. Јас сакам сега за Митковски да не ода по Нагруевски патот, се заев му во главата. Се заев. Да не ода по Нагруевски патот и него ќе го стигне тоа. Се заев им се врта во главата. Излези на телевизија, потпарони во Морости, се заев го и в главата им се врта. Се заев, се им прави заев, ништо не им права. Ајде, пријатно. Пријатно. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Само намалете го тонот на телевизорот за да не ви досни гласот. Добро. Да, повелете. Видите, сега со господинов Шакири. Ајде. Пред 3 години имавме тука во Куманово еден случај со тој конфликтот. Како не може тогаш една недела пред конфликтот имаше конгрес кум ВМРО и толку луѓе да не се изнесе, да не видят дека 50-60 луѓе влеквет во државава наша, да не може да се требело Хоџа тогаш да ги извести, што правеа тие војни лица, тие што работат во внатрешни контраразузнавање овојна, да не можеле да го
среде тоа нешто и да го обавестат било владата, било кој да е тука, за да може да му дае некое обавестување дека се дешава такви работи. Ве молам. И сега после ова идат господинот Филип Петрески пред некоја вечер го вреѓат во вашава телевизија, во анализа го вреѓат господинот Шакири. Нема потреба да го вреѓат. Тој исто 98 таму пред собранието викаше гасни комори за албанци. И никому ништо. Затоа ве молам, не е важно дали ќе бидат Джезаир Шакири. За ова држава треба такви луѓе, за да не ни се десет пак кумановските настани или било што друго. Фала многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам. Огнен поздрав до тебе. Поздрав и до вас, повелете. За повлекувањето на Хоџа од советничкото место, негова лична одлука, веројатно и најсигурно под притисок или на јавноста. Меѓутоа, оно што ја сакам да го кажам е сознанието наше што се уште не сме спремни да такви луѓе ги интегрираме да работат во интерес на државата, а не против самата држава во која што живеат, како што работеле порано од различни побуди. Имало такви многу. И навистина се сложам со човеков, еден од тие кои што ради лични побуди работеше баш против државата, меѓутоа на друг начин, со радикални изјави, потези, исто Филип Петровски. Меѓутоа, она што сега се промовира од ДПМНЕ како опозиција, мене ми е жал дека опозицијата во Македонија не е руина со оние фотошопови слики што се во позадина кога држат пресконференции, јазикот на кој што се изразуваат во однос на критика на владата, јазикот на кој што се изразуваат во однос на определени луѓе кои што во владата се или ќе се инкорпорираат. За жал, се уште радикализмот кај ВМРО ДПМНЕ преовладува и тоа е за нас еден само голем минус за понатамошната интеграција и за едно општество она за кое што се залага сегашната власт. Ти благодарам Огнен на времето, ти посакувам се неубаво. Благодарам, поздрав и до вас и јас вам ви посакувам се убаво. Дали имаме веќе некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден. Насов, поздрав до вас, Насов, како сте? Ево, само што не заврнало да ти кажем кај нас дека. Веќе во овој дел врнеше ваму, повелете. Сега ветер ду, оно синојка, како кофа да пролазува, исто идеја пак ќе биде. Так. Океј, во врска со темата. Па не знам, јас се согласувам со претходниот гледач. Многу е потешко општество да се справи со тие големи патриоти, отколку да речеме овие што биле нешто негативно во минато. Меѓутоа тие од негативно што биле во минатото веќе се ресоциализирани, што се вика и ја сакаат стварноста, ја сакаат вистината, го сакаат доброто на Македонија. И не е толку трагично, он едно што не паднал од Марс. Шакири не паднал од Марс, па ево сега кој знае што ќе биде ова. Тој е жител на Македонија, како и секој граѓанин што сме жители на Македонија. Но ете, за да згасне врева, што се вика паметно испада човекот и се повлече. Сега дали од притисок или не е битно виде он дека не сака такво нешто и се повлече. Нема да умре да пати леп сигурно. А знаеме горе, ја мислам дека живее во Тонушион, под кои услови тамо преку зимата по неколку месеци без струје се, неприступачно место. Не знам како се другите услови, ја не сум бил никогаш тамо, ама чим 30 км и кусок 40 км колку е од Скопје далеко, што се вика и на власна планина се знае како се условите тамо. Толку би го поздравил чинот него, секој му чест, Господ да му помогне да најде подобро работно место. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Трајче на Фејсбук ни пишува, ни вели убав ден Огнен. Јас мислам дека Хоџа се повлече од советничкото место до прен глас, веројатно бидејќи
Тастатурата веројатно нешто на англиски има префрлено. Веројатно е подопрен глас. Се јави Војче Сем од Америка и толку од кариерата. Сепак добро е да е така. Имаме и ние поголеми проблеми од ова. И уште еднаш поздрав и секој добро Трајче аеродром. Поздрав и до вас, Трајче, благодарам. Драги пак пишува, вели Заев не се изјасни дали му останува платата на Танушевчанецот или му се дуплира, завршува Драги. А Зафир пак пишува, вели Огнен, те молам да го прочиташ прашањево. Постои ли некоја тема за која овие 20 на гледачи не се експерти, нека имаат малку милост? Поздрав и до вас, Зафир. Додека пак Новица пишува, вели Зоран Заев е лидер на Балкану кој е скупио све криминалне структури за своје саветнике. Да. Зоран Заев е лидер на Балканот кој ги собрал сите криминални структури за своји советници. Миреки мора по закон да се преведуваме. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Колега, Петар Христовски Пепи. Ве слушам, повелете. Поздрав до колегите, поздрав до гледачите. Поздрав. Значи, ова работа не ми се свиѓа мене. Не му даваат на господинот Заев да работи. Тој си го зема него, може утре да се појави и за Љубе неподобен. Пример зборам, Љубе Бошковски. Пример. И талант, и други, и трети, и четврти. И што правиме се вака? А на црна листа се тие, а кој ја стави Америка на црна листа што направи војни од 70-та година. Да не зборам, знаеш на што мислам. Да. За Виетнам и така натаму. Значи не треба да се остане заедно, може нешто ќе помогне се господинот Ходжа и така натаму ќе видиме. Не наедна со сите телевизии, сите и така. Тоа не му остава да работи. Утре ќе му наја друга мана. Еве слушам сега пак некоја прес, не знам што беше заборен. И така краток секојаш поздрав од Пепи до сите. Поздрав и до вас, Пепи, од нас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, за советникот на Заев, Ходжа. Лично го познавам човекот. Добре. Од 2001. Подобар човек од него, јас го поздравувам од се срце. Што се однесува до тоа дека тој бил командант и не знам што, пред 2000 година тие исти од ВМРО, што значи дека никогаш нема да дојдат во такви функции, оти бараат смрт за албанците, катни комори, само само мртов албанец е добар албанец и такви работи. И ако ги гледаме таквите работи, никогаш повеќе нема да имаме ни советници, ни пратеници, ни влада, ни ништо не треба да имаме. Оте сите се вмешани по нешто, помалку секој е вмешан во такви работи. Затоа велам дека требаше човекот да остане во таква функција. Знам дека е добар, знам дека ќе помогнеше, ама му честитам и на одлуката што решил да се повлече во таква функција. Ете, нека бидат, нека ужива тој Мицковски, тој е сенката на Груевски. Кога зборува Мицковски, јас го гледам Груевски, секогаш на слика ми се јавува Груевски. Никогаш Мицковски не го гледам. Бидите поздравени и пријатени упомня. Да, благодарам за јавувањето и за поздравите. И јас вас се поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Здраво, Македонија. Добар ден. Од Штивка Враковенци. Поздрав до вас, повелете. Вчерашниот ден даде резултати. Ние, граѓаните, ја изнесовме вистината, реалноста. И човекот сватил дека кога е во прашање реалноста, вистината, нема бегање од неа. Значи, овие граѓански парламенти се бафтаме, јас се бафтам со Центарот за развој на јавно мислење, само за вистината. Вакви победи ќе жнееме кога сме единствени, кога знаеме дека кажувајќи ја вистината. Еве, оваа емисија Очи во очи беше таа што имаше снага, сила, покажа како се води новинарството. Јас морам ова да го потенцирам, да дам стимул на сите натаму, да дадеме еден правец, ќе помогнеме не само на себе, на Македонија, луѓе. Македонија ни е прекрасна земја, наша е. Ама вие ни помагате да биде наша преку нашите мислења, коментари. Иначе граѓанинот е шутиран. Нема граѓанин. Добрите луѓе се, како може добар човек да излезе и да му не сакаат да го саслушат. Овде и сега
Многу работи може да решаваме. Само сите да даваме предлози и заклучуци, решенија, чаре, не да се откажуваме од своето ја, од своето мислење. Зошто ги нема докторите на науки, олигарсите, зошто ги нема оние од институциите на системот овде, да излезат пред народот, се срамат, оти они са на другата страна, а ние сме овде, што треба да одлучуваме и докажуваме како се брани Македонија. Уште еден голем поздрав. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, господине Кавраков. Тоа е и последното јавување за сега во очи во очи. 18 часот и 25 минути е впрочем терминот кога го започнуваме нашиот мој термин. Нема да ги читам овие три коментари кои што останаа на фан страницата, ќе ги прочитам во мој термин. Она што сакам да ви го најавам е дека во емисијата Мој термин ќе доделувам и билети за Ентерфест, кој ќе се случи од 29 мај до 2 јуни во Скопје. Така што 10 билети ќе видиме како ќе бидат поделени и на кој начин, но пренесете таму по деца, по внуци да реагираат, да се јавите за да добиете билети за Ентерфест, кој што несомнено ќе го размрда главниот град во тие 4-5 дена. До тогаш останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Вие и јас се гледаме после Андрија и Анџелка. Поздрав!